Време е за првото гостување денеска, меѓународен ден на джезот, па по тој повод посветивме секако минути во денешната емисија и го поканивме Денио Мираджич од групата Светлост, која веќе 6 години постои во Македонија. Секако ќе го прашаме него малку повеќе. Дени од својот дом ни се јава, се надевам дека конекцијата е во ред. Па Дени, добро утро. Пред се. Добро утро. Добро утро. Како си? Добар е, се спремам полека за денот. Имам некои работни обврски, така да почнеме од сабајно. Да, меѓународен ден на джезот. Сакам да те прашам како овој ден се празнува во Македонија, како се празнува во светот и дали воопшто има начин на кој што се празнува? Меѓународен ден на джезот е манифестација која од капата на УНЕСКО, почната пред 8 години, ако не се лажам. И има секоја година некои поголеми манифестации во нивна директна организација, случуваат на различни локации во светот, а Македонија се приклучи пред 4 години, исто не ме фаќате за збор, не сум дел од организацијата, мислам 4 години дека помина, во организација на Младински културен центар и Сдружение на джез музичари на Македонија. Манифестацијата е целодневна дружба, концерти од пладне до вечер, цел ден. Со тоа што оваа година секако ради ситуацијава нема да се случува пред публика, ама Младински културен центар обезбеди пак целодневна програма која ќе се стримува на нивните канали на Facebook и на YouTube и така. Денеска ќе се случува тоа? Да, веќе во 12 часот почнува програмата и мислам дека има добра програма, солидна програма од најактуелното од македонскиот джез, меѓу кои и мојата група Светлост која ќе има концерт во 17 часот. Каде ќе може да се гледа ова, каде ќе биде стримот? Значи, Младински културен центар го организира тоа, мислам дека ќе се стримува покрај на нивната Facebook страна и YouTube страна, дека и град Скопје ќе го преземе како стрим, така да мислам дека на сите платформи што деновиве може да се гледаат овие концерти што случуваат низ малата во Скопје, мислам дека на сите платформи ќе биде достапно од 12 часот до вечер ќе има целосна програма. Ете, супер да го поминат граѓаните времето, барем денеска со джез музика, а пред 10 минути, не знам дали ја следеше програмата, пуштивме видео од Њујоршка болница, од безвременскиот хит на Beatles, Here Comes the Sun, не знам, убав момент и сакам да те прашам колку според тебе джезот и општо музиката во вакви денови има мок да им помогне на луѓето? Па види, тешко прашање, тоа зависи од човекот, зависи од музиката. Не сум јас сега да кажам дека музиката помага, секако дека помага. Кога сме дома, луѓе слушаат музика, гледаат филмови, конзумираат уметности од дома. За жал, музиката е еден медиум кој страда малку поради тоа, зашто зависи од директна публика, живи настапи и тоа еден сегмент од целата уметност, на целата музичка уметност. Ама помага музиката. И гледам дека баш и луѓето што седат дома и музичари доста работат, а и луѓе кои никогаш не мислеле дека ќе се занимаваат со музика, фатиле сега некој инструмент да учат. Има еден куп примери така во последниот месец. Музиката е меѓународен јазик и сите треба да се разбереме барем преку тоа. Да спомена дека ти си член на група Светлост, дали ти ја оформи оваа група, постоите веќе 6 години, да се потсетишете на почетоците и зошто токму ова име? Групата ја оформивме заедно со Кристијан Новковски и Нинослав Спировски као трио. Работиме често и со други музичари, соработуваме. Еден од албумите што ги имаме издадено е како голем состав оркестар, 11 член, ама у принцип како трио се оформивме и како трио почесто работиме. Името Светлост нема, мислам, не сме размислувале премногу длабоко да има некое значење. Убав збор, разбирлив, битно е да може лесно да се кажува кај нас и да се памти. И плюс ни се свиѓа, мислам, тоа е најбитно. Да, джезот е
доста специфичен жар, не е толку комерцијален, но е убав за слушање. И сега во денешно време, во време на интернет, на турбофолк, на многу различни жанрови од џез, младите луѓе па и не го слушаат толку, затоа сакам да те прашам колку македонците општо слушаат џез. Вака, џезот никогаш не бил мејнстрим, секогаш бил контра, да речем, уште од почетокот. Релативно е окей. Кога рече специфичен жанр, има повеќе видови на џез, различно звучат, различни луѓе со различни музики се бават. Македонија во последниве 10 години има малку повеќе џез, највеќе во форма на клубски, да не речам и кафански свирки, ама тоа не е лошо. Имаме 2 факултети во Скопје и во Штип, музички академии кои оформија катедри за џез и популарна музика изминатата деценија, така да имаме и кадри кои се образовани во таа насока, млади дечки кои работат, свират. А што се однесува на ова, ние што го правиме авторскиот дел, снимале секојаш џез автори, имаме и сега, од пред 2 години има и специјализирана дискографска куќа PMG Jazz, за која ние ги издаваме нашите албуми, која специјализира за џез музика. Така да дискографски напредуваме со настани и концерти. Неминовно е да се спомне Скопскиот џез фестивал како еден од најбитните џез фестивали во Европа и програмски најрелевантни. Имам уште неколку помали џез фестивали, во Прилеп има џез викенд, секогаш има квалитетна програма која ќе им дозволи да го работат. Така да не е лошо, секогаш може подобро. Со меѓународниот ден на џезот 4 години уназад програмата е скоро секогаш само македонски музичари. Така и оваа година ќе има 7 или 8 групи и соло артисти, 7-8 концерти. Така да само тоа треба да се преточи во еден континуитет, да не биде вака од настан во настан. Спомена авторски дела, спомена албуми, а на твојот Facebook, на социјалните мрежи видовме дека петокот го објавивте третиот албум во рок од 200 дена. Најпрво сакам да те прашам околу сега новиот албум, некои информации да ми кажеш, а потоа имам и прашање за тие 3 албуми во 200 дена, што е многу храбро и тешко да се изведе. Па вака, као што спомна на почеток, постоиме 6 години со Светлост, тоа се 3 албуми од групата Светлост. Работиме ние и други проекти по време. Почнавме пред 6 години, ама концертно се активиравме негде пред 2,5 години поактивно, така да во периодот од тие први 3-4 години додека само вежбавме и свиравме, излезе доста музика, така да имавме напишано доста работи и секогаш кога свириме, ја слушнав колешката убаво кажа за џезот и за импровизацијата во џезот. Низ импровизација секогаш излегува нова музика, така да тоа што сме ги објавиле во помалку од 200 дена, ја го напишав така како куриозитет, дека е интересно. Да, храбро делува, многу храбро. Не е неприродно, зашто издадени се на интервали од 4 месеци кога сме имале можност после издавањето на првиот да имаме доволно време да средиме уште еден албум. Не се бавиме премногу ние со промоција на тие од која ќе ги издадеме. Може малку поактивно треба со тоа да се бавиме. Уствари највише време од албумите, од луѓето што издаваат албуми, поминува на промоција откако ќе го издаат. Ние до сега не сме фатиле да се замараме премногу со тоа, зашто увек сме разгледале на наредно и на наредно. Мада првиот албум што излезе во септември најде на добри рецензии и кај нас и во странство, се продава онлайн, има CD издание исто што продава по продавниците. Мислам, се продава, не е достапен во продажба, него се продава редовно, тоа сакам да кажам, што е изненадувачки. Да, музиката доаѓа секојаш кога свириме и искача нешто ново.
Светлост, постоите 6 години, досега не сте биле во ситуација на коронавирус и да ви се откажуваат свирки, верувам. Дали имавте некакви планови пред коронавирусот, можеби за турнеи, можеби за концерти, што ви се откажа и што ви се можеби презакажа? За среќа, немавме некои конкретни планови, мислам закажани планови за турнеи. Немавме премногу настапи закажано, иако за жал сега се откажани или одложени. Можам да спомнам најзначајната работа што се одложи, што се надеваме дека на крај на летото ќе се случи или можеби на есен, е фестивалот крај Вардарот Джез, организиран од нашата матична дискографска куќа PMG Jazz, кај што требаше да има неколку дневна добра програма со меѓународни артисти во Младинскиот културен центар и на други локации низ Скопје, што требаше да биде еден нов алтернативен джез фестивал, пристапен, концентриран повише кон современиот джез, да се привлечат млади луѓе и оние кои не наоѓаат тоа што сакаат да го најдат во постоечките джез жанрови. Меѓутоа, се откажа тоа, се надеваме дека ќе се случи. Колку ви недостигаат настапите, адреналинот, односот со публиката во овој период? Недостасуваат многу, мислам, не сваќаш док не ти ги прекине некој, да не речам не ти ги земе, можда глупо ќе звучи, ама самото свирење без разлика со публика, без публика не го правиме во моментов. Тоа денес што ќе биде на меѓународен ден на джезот, како настап на Светлост, ќе биде прв пат како свириме после 2-3 месеца, воопшто дали проба, дали концерт. Така да самата комуникација со луѓе, инаку ние сите свириме по дома и работиме, спремаме кој секој своите можности, ама секако комуникацијата со луѓе, особено со публика, па и со музичарите на сцена е секогаш многу битна за да излезе подобар музички производ. Верувам дека во вие денови имате многу време за креативност и за инспирација и го посветувате времето на музика. Како за крај на разговорот би сакал да знам сега што ќе направите прво како група кога ќе заврши се ова, на што ќе се посветите? Па не знам, прво зашто не знаеме кога ќе заврши, второ не мислам дека ќе заврши така нагло да рече некој еве завршена е работата, од утре тера нормално животот. Се прилагодуваме. Тоа што ќе се случува денес концерт без публика исто прилагодување. Се надевам дека кога ќе се осеќаме и ние доволно безбедни и да може да се собереме да работиме, верувам дека ќе се собере доволно музика за да имаме барем за уште 3 албуми да правиме оваа година. Така, Дени, ти благодарам за одвоените минути и ви посакувам убава свирка денеска и покрај тоа што ќе немате публика. Нема проблем, секој ќе биде во ред. Се надевам дека гледачите ќе се вклучат. Да, ти посакувам убав ден, добро утро секој утро, секогаш тука стои на располагање и што и да е, тука сме. Се слушаме во наредна прилика. Пријатно.